Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Сречен поздрав од Кавадарци, од студиото на Радио Глас на надежда. Еве не и денеска, последен работен ден во оваа седмица. Денеска е петок, 27 мај. О Кавадарци 8 на сончево време, високи плюс 20 степени. И ова емисија би ја започнале со една мисла. Најсрекните луѓе го немаат најдоброто од се. Тие го прават најдоброто од се што имаат. Можеби ние немаме се што ни треба, но ајде да направиме нешто од она што го имаме. Да некого денеска усрекиме, да на некого денеска му кажеме топол збор, да некого денеска охрабриме кој е обесхрабрен, да му посакаме убаво во животот, така да еве нека и овој ден кој Господ ни го подарува во нашиот живот, да го извлечеме она најдоброто што Господ ни го дал, а ако можеме и секако и да поделиме некои работи со оние кои се посиромашни од нас или се во некоја потешка ситуација. Еве, ова емисија ја започнуваме и со една убава песна на самиот почеток. Да ја слушнеме песната. Благодарам од срце искрено, благодарам на Тебе, Татко наш, благодарам што Ти го даде Исус Христ, Синот свој. Благодарам од срце искрено, благодарам на Тебе, Татко наш, благодарам што Ти го даде Исус Христ, Синот свој. Слабиот нека вели, јас сум јак, сироманиот богат сум, заради се што направи за нас Ти. Слабиот нека вели, јас сум јак, сироманиот богат сум, заради се што направи за нас Ти, за нас Ти. Благодарам од срце искрено, благодарам на Тебе, Татко наш, благодарам што Ти го даде Исус Христ, Синот свој. Благодарам од срце искрено, благодарам на Тебе, Татко наш, благодарам што Ти го даде Исус Христ, Синот свој. Славиот
siromavi od Boga cud, zaradi sve što napravi za nas ti. Slabi od neka veli, ja sum jak, siromavi od Boga cud, zaradi sve što napravi za nas ti, za nas ti, za nas ti, blagodat. Evo je повторно во живо во нашата емисија, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта. На почетокот да ги проследиме денешниве сервисни информации. Што се однесува до времето, навистина овие денови во Македонија, па и во Теквишијата имаме релативно жешко време. Прогнозата вели дека денеска ќе имаме предпладне сончево и топло со слаб до умерен ветер од променлив правец. Попладне ќе има развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер локално во форма на невреме. Денешното УВ зрачење е 8, така да бидете внимателни кога се изложувате на сонце. Според метеоролошката карта што ја гледам за Македонија, таа ни кажува дека денеска ќе имаме во крајно западните делови температура од 12 до 26 степени, во Скопскиот регион од 15 до 32, во Комановскиот регион од 11 до 29, Беровскиот од 10 до 28, Теквишијата од 15 до 33, Гевгелија до високи 34, Пелагонискиот регион од 14 до 31 и во Охридскиот регион, во нашето туристичко место, од 13 до 29 степени. Утре температурата ќе биде слична, може би за 1 до 2 степени пониска, за разлика од денешната, но повторно ќе имаме променливо облачно време и нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер на места и во форма на невреме. Вчера и завчера во Србија имаше град, паѓаше, па и во некои делови на Македонија имаше невреме во Штипскиот регион, во Свети Николе, така да имаше и доста материјална штета направено. Внимавајте кога има грмежи, кога има дожд, пороен, засолнете се некаде, не бидете на отворено место, зашто кога има грмотевици може да биде и опасно по живот. Што се однесува до временската најава за следните денови, еве како таа гласи. Под влијание на влажна и нестабилна маса денес попладне и за време на викендот, времето ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со интензивен пороен дожд, за кратко време по голема количина, силни електрични празнења, силен ветер над 70 км на час и појава на град. Во недела дневната температура ќе се намали за неколку степени. Значи, очекуваме за време на викендот промена малку на времето, но како што и прочитавме, ќе има врнежи од дожд, град и електрични празнења. Затоа бидете внимателни кога одете на отворено, значи немој да се изложувате безпотребно ако не мора да излезете надвор. Денеска сонцето во Кавадрил се изгреја во 5 часот и 3 минути, а ќе зајде во 19 часот и 55 минути. 147 ден во годината или уште 218 денови до крајот нова календарска година. Како што спомнав на почетокот, во Кавадрил се 8 на плюс 20 степени. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, имаме редовни информации дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози, интензитетот на сообраќајот на патни правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од нашата држава. Внимателно
da se vozi препорачува Автомотосојузот на Македонија со прилагодена брзина на движење, почитување на патната сообраќајна сигнализација и внимателно управување со моторните возила, правење почесто одмори затоа што е топло, жешко, поготово ако немате клима во автомобилот, значи возите наутро рано или доцна навечер, избегнувајте возење во текот на денот, бидејќи е доста топло и може да ги замори возачите. Се уште се изведуваат работи на пат во повеќе делови на нашата земја, така да почитувајте ја патната сообраќајна сигнализација која е поставена и која ве предупредува на можни работи на патиштата. Поготово внимателно возење во градските средини, почитувани гледачи, кај што има повеќе раздвижност на луѓе и на деца. Одиме понатаму да ја проследиме рубриката на денешен ден, 27. мај. Еве што се случило во минатото, а некој тоа го забележал. На денешен ден, 1525 година, бил убиен Томас Минцер, германски теолог и револуционер. Бил застапник на интересите на сиромашните селани и на другите сиромашни слоеви. Го водил востанието на рударите и сиромашните занајчии во 1521 година, а бил еден од најборбените водачи на германско-селската војна во 1524 година. На денешен ден, 1564 година, во Женева починал, односно умрел Жан Калвин, верски реформатор, основач на калвинистичката протестантска црква по потекло од Јужна Франција. Калвинисткиот протестантизам се разликува од лутеранскиот по тоа што бил целосно во служба на тогаш младата и револуционерна буржоазија. Следбениците на калвиниското учење во Франција биле хугенотите, а во Англија пуританците. Роден бил на 10. јули 1509 година. На денешен ден, 1703 година, рускиот цар Петар Велики ја основал новата престолнина на Русија на устието на реката Нева во Балтичкото море. Иако многумина предвидувале пропагање на овој потфат, Санкт Петербург станал голем и модерен град, а престолнината на Русија беше до 1980 година. Добро, одиме понатаму. На денешен ден, 1799 година, роден е Жан Халеви, француски композитор. Компонирал голем број опери, од кои најпозната му е Еврејка. Умрел во Ница во 1862 година. На денешен ден, 1840 година, во Ница умрел Николо Паганини, италијански композитор и виолинист. Компонирал виолински концерти, сонати, камерна музика и познатите каприча на соло виолина. Роден бил во Дженова на 27. октомври 1782 година. На денешен ден, 1903 година, во Солун започнал судскиот процес против учесниците во солунските атентати. Турската власт формирала специјален воен суд кој им изрекол пресуда на околу 300 лица. Четворицата атентатори што биле фатени Павел Шатев, Марко Бошњаков, Георги Богданов и Милан Арсов биле осудени на смрт. За 266 лица судот се искажал дека не е компетентен да им суди и биле ослободени. На денешен ден, 1910 година, во Баден-Баден умрел Роберт Кох, германски бактериолог. Во 1905 година ја добил Нобеловата награда за физиологија или медицина за истражување и откритија познати со туберкулозата. Роден бил во Клаустал на 11 декември во 1843 година. 1923 година роден е американскиот дипломат Хенри Кисинџер, државен секретар на Соединетите Американски држави за надворешни работи од 1973 до 1977 година, добитник на Нобеловата награда за мир во 1973 година. Кисинџер е еден од најзначајните шефови на американската дипломатија во 20. век. Овој господин е се уште жив.
1937 godine na današnji den po poveki od 4 godini gradenja v San Francisco bil pušten v sobraćaj Golden Gate, jedan od najgolemite mostovin v svetu koji stana simbol novoj amerikanski grad. Na današnji den 1957 godina pušten bil v pogon prvi od agregat na HEC Vrutok. To je hidrocentrala Vrutok. Na današnji den 1964 godina v New Delhi umrel Jawaharlal Nehru, državnik koji je bil simbol na Nova Indija. Su deceniji se boril za nezavisnost, a na zemljati steknal golem međunaroden ugled. Roden bil na 14. novembri 1889. godina. Evo jedan podatak za Makedoniju. Na današnji den 1996. godina Republika Makedonija i Objedinjeni Arapski Emirati uspostavili diplomatske odnosi na nivo na ambasadori. Evo, početovni gledači, to bi ja servisniti informaciji na sami od početok nova naša današnja emisija. Odeme se ga su pesna, a potom se vratime da gi prosledime i ustanatite rubrike. Koliko puta bez tebe sam tražila sreću za sebe ja, al sjetim se tad da voliš me, uzalud nije bila tvoja bol. Ja želim reći da moja lutanja sada prestala su, jer tvoju ljubav ja znam. Zato dajem ti sve, moj Bože, sve što je moje, ne bude tvoje. Dajem ti sve, moj Bože, cijeli moj i sad život moj. Kada mislim na tebe i ljubav kojom me čekaš ustrajno još u mome srcu novi treptaje i nove su misli što mijenjaju me. Zato dolazim ja, jer zoveš me ti, vraćam se tebi, samo ti si moj Bog. Zato dajem ti sve, moj Bože,
i sam život moj. Dajem ti sve, baš sve. Продолжуваме со нашата емисија, почитувани гледачи, следува рубриката Капки на мудроста и кратка приказна. Еве кои капки на мудроста ги приготвив за ова утро. Црквата е болница за грешниците, а не музеј за светците. Благословени се милостивите луѓе, зашто тие ќе бидат помилувани. Благословени се кротките луѓе, зашто тие ќе бидат наследници на земјата. Слабите никогаш не може да простат, простувањето е карактеристика на силните. Много лесно да поразиш некого, но много е потешко да го победиш. Мора да научиме да живееме заедно како браќа, инаку ќе исчезнеме заедно како будали. Не се сите будни кои имаат отворени очи. Звучниците го појачуваат гласот, но не и аргументите. Еве тоа беа неколку те капки на мудрости за ова утро. Примерот или приказна што сакам да ја споделам ова утро носи наслов Вистинска љубов. Едно момче и една девојка се заљубиле еден во друг, но низините родители не и дозволувале да продолжи да се гледа со него, бидејќи тој бил посиромашен. Тие сепак со текот на времето сватиле дека тој е добар човек и дека е во ред да се гледа со нивната ќерка. Значи, родителите сватиле, попуштиле и дозволиле нивната ќерка да се среќава да оди со ова момче. За жал се појавил еден проблем. Тој бил војник и во моментот кога избила војна морал да оди надвор од својата земја на една година. Една недела пред да замине, тој клекнал на колена и кажал на својата девојка дека ја сака и дека би сакал таа да го чека додека е тој одсутен, додека е во војна. Се договориле да направат свадба штом тој ќе се врати. Но се случила во меѓувреме голема трагедија. Таа доживеала тешка собраќајна несреќа. Кога се разбудила во болница, ги издогледала низините родители како плачат покрај неа. Знаела дека нешто не е во ред. Таа доживеала тешка повреда на мозокот поради што нервите на едната страна на лицето претрпеле уштетување. Лицето ѝ било уништено. Кога се видела во огледало, почнала да плаче, извикувајќи: "Изгледам, мајко, како чудовиште." Мислела дека таква нема повеќе да му се допадне на својот вереник, па затоа одлучила да не му се јавува. Тој пишувал година дена, редовно, а таа воопшто не му возвраќала. Била потиштена, разочарана, обесхрабрена и паднала во депресија поради низиното лице. По една година мајка ја известила дека тој се вратил, но девојката ја молела да не му дозволува да ја види, да ја посети. Тогаш мајка ја неочекувано и рекла: "Тој се жени." Иако не сакала да го види, девојката го сакала со целото своје срце и ова вест многу ја погодила. Таа помислила дека тој се жени со некоја друга девојка. Ја погледнала поканата и се изненадила кога видела дека на неа стои низиното име. Со неверување гледала во поканата кога момчето влегло низ вратата со цвеќе во рацете во низината соба. Тој клекнал пред неа и рекол: "Омажи се за мене." Таа го прекрила лицето со своите раце, велејќи му: "Не гледај ме, сега не сум убава." Тој само и рекол: "Мајка ти ми прати твои фотографии, те сакам најмногу на светот." Еве, почитувани гледачи, еден убав среќен крај на ова приказна. Навистина, може би ретки се таквите случаеви, но ги има
и во овој грешен свет. Еве ова момче, без разлика што девојката доживеала несреќа, можеби лицето и се променило, имала ожилци што се вели, белези од собреќајната несреќа, но сепак тој ја сакал како особа, како личност, како карактер, а не надворешно. Ете, се случува, значи, такви позитивни, срекни краеви на многу приказни, но Бог му дал сила на ова момче, навистина таа љубов која била во почетокот, па и самата девојка го сакала момчето, но сепак таа мислила дека поради надворешното, поради физичкиот надворешен изглед, тој повеќе нема да ја сака. Но сепак, тоа е вистинска љубов помеѓу ова девојче и ова момче. Еве, тоа беа почетните, односно капки на мудроста и приказната за деца и за возрастни. Одиме повторно со песна, почитувани гледачи. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата програма во живо. Емисија која се емитува секое утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Ова е адвентистичко радио, радио која ја приготува програма токму за вас. Следува рубриката Утрински текст или стихови кои ги наоѓаме во посланието до евреите, 13 глава, 20 и 21 стих. А Бог на мирот, кој преку крвта на вечниот завет го изведе од мртвите великиот пастир на овците, нашиот Господ Исус, да ве усоврши во секое добро, за да ја извршувате неговата волја, вршејќи го во нас она што е угодно пред Него, преку Исуса Христа, кому да биде слава во вечни векови. Амин. Да проследиме сега, да го проследиме самиот коментар. На мнозина им беше неразбирливо зошто во времето на Стариот Завет се барале толку жртви, зошто толку крвави жртви биле ставани на олтарот. Но големата вистина која била држана постојано пред очите на луѓето, која била запишана во нивните мисли и срце, гласела вака: и без пролевање на крв нема проштевање. Секоја окрвавена жртва символично го представувала Божето јагне кое ги зема гревовите на светот. Самиот Христос бил зачетник на еврејскиот богослужбен систем, во кој преку сенките и символите биле представени духовните и небесните стварности. Мнозина го забораваат вистинското значење на тие жртви, големата вистина дека само преку Христа добиваме прошка за гревовите им станала непозната.
Само умножувањето на бројот на жртвуваните животни, крвта на биковите и на јарците не можело да го острани гревот. Поуката се состоела во секоја жртва, била втисната во секоја церемонија, свечено проповедана од страна на свештениците додека извршувале својата света служба, а ја објавувал и самиот Бог, дека само Христовата крв може да донесе прошка за гревовите. Во старите времења верниците се спасувале само преку истиот Спасител како и сега, само што тогаш Бог бил прикриен. Тие Божјата милост ја гледале во символите. Христовата жртва е славно исполнување на целокупниот еврејски систем. Која како безгрешна жртва Исус ја наведнал главата и починал, кога со невидливата рака на семокниот била расцепена на два дела завесата во храмот, бил отворен нов и жив пат. Сега сите можеле да му се приближат на Бога преку Христовите заслуги. Токму заради тоа што превезот бил остранет, луѓето можеле да излезат пред Бога. Повеќе не требало да зависат од свештениците или од церемонијалните жртви. Сега сите добиле слобода непосредно да излезат пред Бога преку заслугите на својот личен Спасител. Целиот ум, целата душа, целото срце и целата сила, сето тоа било откупено со крвта на Божиот Син. Ете, тоа беше утринскиот текст за ово утро, почитувани гледачи, во кој се подсетивме дека во Стариот Завет луѓето, евреите, пренесувале жртви за секој сторен греф, јагне, бик или некоја друга жртва, но тоа се укажувало на Исуса Христа. Денеска повеќе ние не мораме ние да употребуваме такви жртви да пренесуваме. Значи, Исус е вистинската жртва која е принесена Голготскиот крст и денеска ние директно можеме да комуницираме со Бога преку молитва. Патот кон небото денеска е отворен благодарение на Христовата жртва. Во Стариот Завет, како овде што читавме, значи, посредници биле свештениците, пренесувајќи ги тие жртви кои го символизирале Исуса Христа, неговата смрт. Денеска ние не мора и не треба да пренесуваме жртви. Само е потребно молитва, да патиме молитва на покаяние, да го признаеме Исуса за наш Спасител, да ја признаеме неговата жртва која е пренесена за нас на Голготскиот крст. Како овде што читавме, поуката се состоела во секоја жртва, била втисната во секоја церемонија, свечено проповедена од страна на свештениците, додека извршувале својата света служба, ја објавувал и самиот Бог, дека само Христовата крв може да донесе прошка за гревовите. Само Бог ги простува нашите гревови преку Исуса Христа, почитувани гледачи. Затоа не треба ние да се исповедаме на човек, на свештеник, кога и свештеникот е грешен и тој прави гревови, и тој нема моќ, нема сила, нема право да ги опростува нашите гревови. Царот Давид вели, пред Бога ги искажа своите гревови и вината своја не ја замолкнав. Царот Давид се молел и барал прошка од Господа. Во старите времења верниците се спасувале само преку истиот Спасител, како и сега, само што тогаш Бог бил прикриен преку тие жртви, преку тој жртвен систем. Тие Божјата милост ја гледале во символите. Христовата жртва е славно исполнување на целокупниот еврејски систем. Така да Исус е таа наша безгрешна жртва. Иако тогаш жртвите требало да бидат без мана и јагнето требало да биде комплетно без мана, без фалинки, зашто тој јагне го символизира Исуса Христа. Така да фала му на Господа, на Исуса Христа, кој се жртвувал за нас и го дал својот живот за ние да живееме еден ден во вечноста. Ако сакате да ги читате овие текстови во вашите Библии, порачете слободно, ако ја немате секако, а ние ќе ви ја доставиме бесплатно Библијата или Светото писмо на ваша домашна адреса. Имаме Библии за млади, така да ако сакате да имате Библии од Новиот Завет за вашите деца, пишете ни, а ние ќе ви ја испратиме по пошта. Исто така ќе може да ја проучувате Библијата по дописен пат, односно библискиот курс, Библијата зборува.мк. Сега да ја видиме рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата
Имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Во рубриката да ги запознаеме библиските личности, денеска ќе зборуваме за една личност која не е директно поврзана со Библијата, меѓутоа за еден добар дел на луѓе во светот представува пророк и тие веруваат дека тој е Божи пророк, а тој е Мухамед. Значи, за нашите сограѓани, муслимани, еве денеска ќе споделиме неколку информации за Мухамед. Тој е роден некаде, односно живел од 570 година до 632 година, бил арапски водач кој направил големи промени во политичката, верската и социјалната динамика во своето време. Навистина, таа трансформација што произлегла од неговото влијание продолжува да има влијание и во денешното општество, бидејќи тој се смета за основач на исламот. Него го гледат како последен пророк од следбениците на исламската вера, кој исто така мисля дека тој бил Божи пратеник, Расул Аллах. Целта со која требало да се соочи и да го води човештвото, почнувајќи од арапите. Значи, роден бил на 12 април 570 година во околината на Мека, денешна Саудска Арабија. Според преданието, неговото раѓање било поздравено со светлина, а во тој миг демоните побегнале од небесните сфери во црната бездна. Целата земја почнала да се тресе и така натаму. Има разни овде легенди кои го опишуваат неговото раѓање и што се случувало на оваа земја. Како мал живел надвор од градот, односно во пустина, како што бил и обичајот во Арабија. Кога наполнил 6 години, починала мајка му, а по 2 години и дедо му. По нивната смрт тој живел заедно кај нивниот чичко. Заедно со него повеќе пати бил во Сирија, каде се среќавал со христијански монаси и службеници. На 20 годишна возраст стапил во брак со Хатиџа, која била ќерка на богот трговец и околу 10 години постара од него. Во бракот Мухамед се ослободил од материјалните проблеми. Во тој брак го посенил Али. Во исто време се повеќе почнал да се интересира за религијата на Авраам. Кога наполнил 40 години, Мухамед за прв пат според Куранот го слушнал Божиот глас кој му наредувал од името на Господ да испрати порака кон својот народ. Во ова на почетокот поверувала само неговата жена, но наскоро и неговите посвојни синови Али и Заи. Мухамед секоја година по неколку месеци поминувал сам на планината Хира, блиску Мека. Преданието кажува дека во 610 година на Мухамед му се јавил ангелот Гаврил. Ова бил и почетокот на Куранот, а со тоа и на исламот. Во прво време Мухамед проповедал само пред своите најблиски роднини и пријатели, но по 3 години веќе јавно проповедал низ Мека, каде новата вера за прв пат ја прифателе сиромашните. Мухамед им советувал на богатите да го поделат својот имот и со сиромашните со цел да рамноправност да има меѓу муслиманите пред Бога. Но богатите трговци почнали да се плашат за нивното богатство, па се обидувале да го протерат од Мека. Честопати неговите проповеди на Каба доведувале до безредија меѓу народот. Поради опасноста за својот живот во Мека, Мухамед заедно со Абу Бакар преминале во Јатриба, денешна Медина, на 16 јуни 622 година. Ова преминување во исламот е познато како хиџра и представува почеток на исламската ера и првиот ден во одобрувањето на годините според
odnosno odbrojувањето на годините според исламскиот календар. Во Медина Мухамед живеел околу 50 години, значи околу 10 години живеел во Медина, таму му проповедал на населението. Тој не само што бил пророк, туку станал и политички водач. Градот по него станал познат како град на пророкот Мухамед, од каде доаѓа денешното име Медина. Во Медина била изградена и првата ниша, која го посочувала патот кон Ерусалим. Во Медина започнал да пристегнува трговци од Мека, го ограбувале населението. Ова прераснало во конфликт помеѓу Мека и Медина. Така првата војна започнала во 624 година, кога мединските муслимани под раководство на самиот Мухамед ги нападнале трговците од Мека во битката кај Бедра, им нанеле тежок пораз. Еве, сега има тука многу информации. Може да кажеме само уште ова. По 10 години откако преминал во Мека, од Мека во Медина, Мухамед заминал на Аджилак, учејќи ги своите следбеници за правилата и обичаите на Аджилакот. Тој на тоа патување го одржал својот последен говор на арапски, советувајќи ги муслиманите да не живеат со старите, туку да ги прифатат новите обичаи. По само неколку месеци од овој говор Мухамед се разборил и починал во својот дом во Медина на 8 јуни 632 година. Ете, тоа беа неколку информации за пророкот Мухамед, кој не е спомнат во Библијата, но сепак муслиманите го сметат за свој врховен водач, за пророк. Одиме со песна, потоа ќе продолжиме со нашата програма. Продолжуваме со нашата програма, почни гледачи. Дојдовме до рубриката да ја запознаеме нашата Македонија. Денеска би сакал да ви спомнам за едно место, излетничко место, а тоа е Смрдлива вода, во непосредна близина на Гевгелија. Не знам дали сте некогаш били, меѓутоа е препорака од нас да ја посетите оваа дестинација, односно ова место. Туристичко место сместено на надморска висина од 712 метри, оддалечено 24 километри од градот Гевгелија. Се наоѓа во атарот на селото Конско, помеѓу врвовите Флора, Аџибарица и Белези. Познат е по минералните води и низината лековитост за стомачни заболувања на желудникот и бубрезите. Значи, ако имате такви болести, препорака е моја да отидете и да наполните вода. Јас сум бил неколку пати порано и навистина многу луѓе си нашли лек. Постојат разни легенди за лековитоста на таа вода. Значи, води асфалтен пат до оваа место, може да продолжите до Кожев, горе има и скиевски центар, но мислам дека се уште не е пуштен во употреба, но убаво и тамо да се одиде зимно време и да се ужива во тие прегртки, односно во тие пейсажи на голема надморска висина, кај што има и снег, но и во пролете убаво
како убава природа. Минералните извори кај народот познати како смрдлива вода, од каде што и целата местност го добила своето име. Има доста викендици, може да се изнајмат за да преноќите, се нарекува така поради непријатната миризба на водата на расипано јајце. Да, така се чувствува, се осеќа водата, но е лековита. По својот хемиски состав се хидрокарбонантни, минерализирани, слабо кисели води. Се користат преку пиење за лекување на стомашните заболувања, потоа камен во бубрегот, песок и песочни камен во мошните патишта, воспаление во мошните органи и слично. Чистиот планински воздух и лековитоста на водата придонеле таа да се користи од местното население уште пред двете светски војни, а по Втората светска војна се изградили капацитети за сместување и престој на посетителите. Терени погодни за развој на планинарење и спорт, особено во местноста Аџи Барица, односно во изворишниот дел на реката Цреша. Пространи дабови и букови шуми, како и други дрвја, единствено зимзелено дрво кое што 2 пати годишно ја менува својата црвеникава и лушпеста кора. Интересно е што кога ќе го допрете, имате чувство дека допирате нежна човечка кожа. Затоа тоа дрво се вика или се нарекува гол човек. Интересно, може и прв пат слушате, но има дрво кое се вика гол човек, зашто ја менува бојата на лушпата. Лисјата му се јајцевидни, а цветовите распоредени како гроздови. Квалитетна клима и разновиден дивеч, меѓу кои има значи и елени. Присуството на злато во Којнска река и низините притоки, односно златоносни песок, представуваат ретка појава во Македонија. Преминувањето на злато во минатото овде било доста развиено. Значи, копале злато и тоа се мие со вода, се прочистови, така се добива, се гледа златото во самиот песок. Знаеме дека таму имаше напори од страна на некои приватни компании да се отвори рудник за злато, но локалното население ми се чини тоа го спречи. Но како е да е, еве, убава дестинација ова пролет или лето да отидете таму и да уживате, да си изнајмете соба за викенд, например, да дишате чист планински воздух, но пред се да пиете ова лековита вода, понесете си шишиња, гајби, големи туби, наполните вода за да имате поголем количество за повеќе денови. Значи, денеска зборувавме за смрдлива вода. 24 километри оддалечено од Гевгелија, брзо се стасува, зашто има убав асфалтиран пат. Одеме понатаму да кажеме сега нешто и за здравјето, односно за исхраната. Денеска би зборувале за кајсиите. Завчера на пазарот во Кавадрици се појавија првите кајси. Некаде беше околу 150 денари килограм, малку се скапи за наши услови, но тоа се почетни. Секој ден, како времето одминува, ќе се појават се повеќе во поголеми количества и цената ќе падне. Но кајсиите се нарекуваат кралско овошје. Често се нарекува, рековме, кралско овошје, а се смета дека на нашите простори овие златни плодови на сонцето ги донел Александар Македонски. Вкусните кајси помагаат во одржување на здравиот вид, го подобруваат варењето на храната и сонот, одлични се за имунитетот и уште многу други функции на организмот. Покрај привлечниот изглед и уште подобриот впечатлив вкус, кајсиите имаат значајни позитивни придобивки за нашето здравје. Прво, кајсиите се одлични за здравјето на очите, бидејќи содржат витамин А, кој го поддржува добриот и јасен вид. Второ, полни се со витамин С и на тој начин го одржуваат силниот имунитет на организмот. Број 3. Кајсиите се одлични извор на растителни влакна кои му помагаат на дигестивниот систем безпрекорно да ја вари храната. Број 4. Содржат ликопен, каротеноид, значаен за здравјето на белите дробови и превенција од одредени видови на рак.
5. Kajsijite sadržat mnogo flavonoidi koji imat antioksidativna uloga na organizmu. 6. Bogati se so kalijom što pridonesova za zdravjeto na srceto. 7. Tije se odličen izvor na triptofan koji pomaga protiv nesonice i возможува podobar son. 8. Bogatството od beta-karoten во нивниот состав и помага на кожата да се заштити од штетното влијание на ултравиолетевите зраци. 9. Кајсиите исто така помагаат против канцерогени промени, бидејќи му помагаат на организмот да ги острани штетните радикали. И 10. Погодни се за секојдневна исхрана и диети. Нивната енергетска вредност е само 117 калории на 100 грама. Кајсиите е најдобро да ги јадете свежи, а доколку не им е сезона, ви препорачуваме да ги консумирате суви, а доколку ве интересира, може да прочитате и за сувите кајси, може би ќе збориме во некоја друга емисија како да ги складираме, како да ги сушаме. Но како е да е, сега е пролет, може да ги конзумираме во свежа состојба. Посетите ги вашите зелени пазари, почитувани гледачи, и обавезно денеска купете кајси. Да, цената е малку висока, но тие се хранливи, здрави за нашиот организам. Еве, толку за ова рубрика, одеме сега повторно со песна и ќе се вратиме да ја проследиме последната рубрика во нашата денешна емисија. Долу на колена клечам, rani jaz da izlečam, dolu na kolena padam, molitva na Bog mu praćam. Te molam mojive oči zemingi, drugi daj mi da progledam. Te molam novo srce dari mi, nikoj dan ne povredam. Tvoj odlik sekoj mig da mi je pred oči, sjajno, sjajno da me gre. Tvoj odlik pred mene, zemi me vo pregratki, duša moja izleči, site moji grevovi, te molam Isuse zemi. Ljubov moja si ti, Isuse, život moj si ti. Dolu na kolena klečam, rani jazda izlečam, dolu na kolena padam, molitva na Bog mu praćam. Te molam mojive oči zemingi, drugi daj mi da progledam. Te
Еве не повторно во живо во нашата програма, почнемо гледајќи да ја проследиме и последната рубрика за денеска. Кога зборуваме за археологијата, може да кажеме дека имаме мноштво докази и податоци кои ја потврдуваат веродостојноста на денешната Библија. Би сакал да ви пренесам неколку податоци за пронаоѓањето на Кодексот на Хамураби. Во 1901 година францускиот ориенталист Шил во месото Суса ги открил денес познатиот Кодекс на Хамураби. Хамураби бил вавилонски цар кој живел некаде во 1792 година пред Христа и живел пред Мојсеј. Неговиот кодекс е всушност збирка од 282 закони кои го регулирале животот во речиси сите области. Големата строгост и правечност се одликите на овие закони. Овие откритија се чувани, денеска се чуваат во музеот во Лувр во Франција. Од какво значење е откриетието на Хамурабевиот кодекс? Се до тогаш историчарите тврделе дека најстарите пишани закони датираат од персискиот период, некаде од 538 година пред Христа. Согласно со ова тврдење, тие го прогласиле библискиот извештај за Мојсеевото законодавство некаде 1500 години пред Христа за измислено. Наводно, законодавството во тоа време не можел да постои. Хамурабевиот кодекс, а подосна и откритието на глинените плочи во Одебла, за тоа зборувавме во минатите емисии, наполно ги фрлија во вода ваквите неосновани критики и овој пат Библијата не беше во расчекор со вистината, докажана со овој кодекс. Во натамошниот дел од овој надпис ќе спомнеме неколку навистина големи откритија, иако дотогаш имало големи критики кон Библијата за настаните, за библиските извештаи кои се запишани во неа. Во 1840 година францускиот конзуларен советник Пол Емил Бота, копајки во Харбасат, а тоа е Ирак, покрај реката Тигар, ги открива остатоците од палатата на асирскиот цар Саргон од библиската легенда наеднаш станала стварност. Дел од пронајдоците денеска се чуваат во музеот Лувр во Франција. 2 години подоцна, англискиот мајор Лејард го открива градот Халах, кој што бил познат само од библиските податоци, 1 Мојсеева 10 глава 11 стих, дека бил подигнат од Асур, кој што пак според Библијата го подигнал и градот Ниневија. Лејард открил и многу предмети од времето на Вавилонското и Асирското царство, но археолошките пронајдоци докажале дека ни таквата ситна работа во Библијата не е измислена. Впрочем, Библијата е вдахновена од самиот Бог, од збор до збор и пишувана е од честни луѓе и во неа не може да има измислици. 2 години подоцна, англискиот мајор Хенри Ролинсон го открива градот Ниневија, главен град на Асирија во времето на пророкот Јона и големата библиотека на кралот Асур Банипал. Зошто е важно сето тоа, почитувани гледачи? Затоа што пред овие откритија непријателите на Библијата го сметале Аврам за небиблиска легенда, односно само за библиска легенда, а не за стварност. И ако постоел, велеа тие, сигурно би бил прост номад и не можел да патува планскиот дур во Ханан, како што вели Библијата. Археолошките откритија меѓутоа покажале дека Аврам излегол од мощна и висока развиена сумерска култура. Од времето на царот Соломон, кој зазема видно место во библиските написи, пронајдени се неговите штали за коњи, изградени во мощен современ стил, со резервоари за напојување на преку 10.000 литри вода. Резервоари каде што се чувала водата. Пронајдени се и многу функционални печки за топење на метали. Историчарите потврдуваат дека евангелистот Лука
писателот на Евангелието според Лука не знал географија, која вели дека Дерва и Листра биле градови во Ликонија, но не Иконија. Наводно, тоа не се служувало со некои записи од новата археологија, односно од новите стручњаци. Сепак, подосна е докажано дека Лука бил во право и тој точно ја знаел географијата во негово време. И сега овде се поместени многу други податоци, почнено гледачи, кои потврдуваат веродостојноста на денешната Библија. Всушност има толку многу археолошки откритија кои на различен начин ја потврдуваат веродостојноста на денешната Библија, што во целиот свет тоа се признава. Така да денешната Библија, почнено гледачи, што ние имаме во наши раце, е верна на оригиналот. Затоа ви ја препорачувам да ја читате, да ја проучувате, зашто во неа пред се ќе го откриете и планот на спасението и нашиот Спасител Господ Исус Христос. Еве, драги гледачи, дојдовме и до нашава денешна утринска емисија, до нашата денешна утринска програма, што имитуваме секој утро од понеделник до петок. Пред да се одјавиме, би сакал да им го честитам роден денот на сите оние кои денеска го прослуваат својот роден ден, им посакуваме добро здравје, Божи благослов и секој добро. На сите вас ви пожелуваме да имате убав викенд, прошетајте, излезите од дома. Значи, ние сега ќе завршиме емисијата, утре имаме одмори задутре и ќе се јавиме повторно, ако сме живи и здрави, секако во понеделник, на исто место, во исто време, во 8 часот и 30 минути. До тогаш ви посакуваме секој добро. Пријатно. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.